Здраво на сите, еве сме во третото видео од овој нов серијал. Во претходното видео, доколку добро се сеќавам, инсталиравме SourceTree и направивме нов Bitbucket акаунт, а во видеото претходно, значи го снимавме и инсталиравме Visual Studio 2019. Значи до сега имам инсталирано се што ќе ни биде потребно за да продолжим со работата. Значи, кој што реков, имаме Visual Studio, има SourceTree и имаме акаунт направен. Пред да продолжим со ова видео, како што спомена во претходното мислам, паралелно со видеава пишувам и една, да наречам, мини книга, значи практички документ за видеата. И во овој документ, како што гледате во секој дел, има линк до видеото и има до објаснување за тоа што работиме. Исто така, во документот, значи, е многу поопширен, документот е многу поопширен, има пишувано и некои работи за кои што нема да зборувам во видеата, претежно теоретски работи, бидејќи сакам видеата да бидат практични, а кој го интересира малку теорија или некои работи не му се доволно јасни, во овој документ ќе пробам да ги дообјаснам. Исто така од време на време и ќе го најверојатно надополнувам документот, мислам, документот го пишувам цело време, меѓутоа да речеме за овој дел, доколку нешто сум испуштил во видеото и има некои прашања во коментари или ми пише некој како и да е, значи во овој документ, значи некаде тука долу ќе пишам прашања и ќе одговорам на тие прашања. А доколку има потреба, може да снимам и некое видео за тоа прашање, бидејќи доколку навистина има потреба. Па ајде првин да го пролистиме документот, па ќе продолжиме со тоа што планирам да зборуваме денеска. Значи, кој што гледате како типична семинарска од факултет, има некоја насловна страна, моето име и презиме, кога пишувам документот, има линк до Facebook фан страната, може да кликнете лайк. Сега за сега многу не пишувам таму, значи дури не ни пуштам линкови од видеата нови кои ги снимам, меѓутоа планирам да почнам да го правам и тоа. Доколку сте нови и сте налетале на овој документ, еве имате овдека и линк до YouTube каналот, каде што може да ги гледате сите содржини кои што ги имам снимено. Еве самата содржина од документот, имате овдека линкови до различни делови документот, значи може да кликнете било каде и директно да ве однесе во тој дел од документот. Доколку не ме знаете, еве овдека има некоја моја кратка биографија, еве сум и јас на слика, малку изгубен, но тој сум кој сум. Надолу има вовед, мислам тука има објаснето што како е овој документ и овој проект. Кој што гледате потоа иде дел инсталирање на Windows, тоа претходните видеа што има правено, еве овдека имате линк до тоа видео што го има правено. Тоа значи за видеото за инсталацијата на Visual Studio. Мислам дека реков пред малку Windows, не Windows, туку инсталирање на Visual Studio на Windows. Кој што реков линк до видеото, имате линк до Visual Studio овдека, истото го имате и во description долу што е под видеото, но подобро да го има два пати, отколку ни еднаш. Овдека имате еден дел малку теорија. Ова најверојатно го има скопано некаде од интернет, и во видеата ова најверојатно нема да биде споменато никаде, бидејќи видеата сакам да бидат повеќе практични, а доколку некој го интересира теорија, нека пролиста тука, и ова стои чисто колку да ве насочат на некаде, а за натаму и за повеќе работи може да направите сами истражување. Ево овдека имаме, позборуваме малце за Git и SourceTree, доколку не знаете што е како е, значи овдека е практично, имам потруден доста добро да објаснам практично што е и како е, и како функционираат работите, а
подолу после тоа има и малку теоретски дел, малку објасните некои работи. Значи, чисто не кој знае колку, меѓутоа минимално теорија. Ево овде има и линк од каде ова го имам ископано и каде може да прочитате малку повеќе за тоа. Повторно дел со малку теорија и за тоа наверојатно мислам и за ова ќе снимам видео, меѓутоа нема сето овдека да биде споменато. Значи овде се излистени сите клучни зборови кои што ги има програмскиот јазик C#, тоест повеќето, не, најверојатно не сите. И мислам дека во ова видео, не во ова видео, туку документот сега за сега е толку. Значи, исто така, да напоменам дека за викенд, значи, не ставам видеа, во неделата ќе пробам да ставам 2 до 3 видеа. Овој документ е, значи, јавно достапен, линк до него имате во секое видео и може да го отворите и да го читате. Значи, прво го пишувам документот, а потоа, значи, овој документ ми е како водич и врз основа на овој документ ги снимам видеата. Значи, доколку ви интересира предвреме зашто ќе се зборува во наредното видео, може да го следите овој документ и да знаете што ќе очекувате во наредното видео. Тоа било тоа во документот. Ајде сега да продолжиме со тоа до каде што застанавме претходниот пат. Значи, кој што реков, направивме ново репо на Bitbucket. Ево репото. Значи, има празно репо што се вика Smiley Solutions. Го клониравме тоа репо во овој фолдер. Значи, што гледате, имаме треба да е празен фолдер. Значи, мен ми се означени да се покажуваат скриените файлови, докато тоа го отштиклирам. И кој што гледате, овде ќе имаме само едно readme. Еден файл кој го генерира самиот Git. Меѓутоа, кога што видите пред да го отштиклирам ова, освен тоа, значи во овој фолдер имате и еден скриен фолдер .git. Значи, овој фолдер не го чепкаме. Значи, кога од source го клониравме репото, го клониравме во овој фолдер, значи Documents, и значи тој ни креираше фолдер со името на репото, Smiley Solutions, и во тој фолдер ни ја стави целата содржина од репото, значи се што имаме на Remote. Во моментот имаме само еден readme файл кој што ни го генерира самиот Bitbucket. Пайде да отвориме Visual Studio и да направиме нов проект. Visual Studio. Create new project. Console application. Next. Проектот ќе го именувам исто како што е фолдерот или репото, а зошто ќе видите за момент. Копирам само името тука, за да не путнам при куцањето. Значи, што гледате, вака ми се вика репото, сакам така да ми се вика и проектот. Ќе го ставам исто така во Documents. Добро. И ќе... не, рековме во Documents. Значи, тука ќе го ставиме. А името на проектот ќе ми биде како што е самото репо. Тоа е бидејќи, значи, кога Visual Studio креира нов проект, докато го одберав овој фолдер, значи, Visual Studio секогаш, значи, креира нов фолдер за проектот и овде ќе имав уште еден фолдер со името на проектот и потоа се ќе ми стоеше во тој фолдер. Меѓутоа, јас сакам овој фолдер од репото да ми биде root, значи, од тој фолдер да иде се надаму и се да стои во тој фолдер, не да имам уште еден, па се натаму. Затоа го именувам проектот исто како самото репо, за да ми креира во овој фолдер истако фолдер и во суштина тој ќе види, имам веќе таков фолдер и во овој фолдер ќе ми стави се натаму, а не да креира нов. Кликам Create. Мислам дека се разбрахме за што зборувам. Добро, ево тука сме
тоа е тоа, значи еве сме Documents, кој што реков, ево го репото, и кој што гледате се ми е во овој фолдер, еве го Solana, и потоа си имам фолдер за кодот. Докато го селектирав овој фолдер за проектот, овде ќе имав уште еден ваков фолдер, Smiley Solutions, па се ова ќе ми беше во овој фолдер, и овде ќе имав уште еден, кај што е тој фолдер, значи имав непотребно премногу фолдери и самото репо ќе ми се комплицираше без потреба. Ајде сега да го отвориме Source 3. Како што гледаме, ако се ни се освежи, како што гледаме имаме овдека во Unstaged Files, значи ги имаме сите промени на фајловите во нашето репо. Ги имаме сите фајлови, бидејќи претходно ги немало и сега вели, репото е променето, значи имате ставено некои нови работи. Инаку да напоменам, ова видео го снимам по втор пат, првиот пат камтасијата нешто крашна, не знам што се деси и еве да го снимам пак. Исто така, знам дека прошлиот пат се бунеше кога пробував да ги стежнем овие фајлови горе, што ја стежнувам ќе видите сега, најверојатно ги се буни сега и ќе мора да го затворам Visual Studio. Најверојатно тоа е бидејќи сум на виртуелна машина и нешто, тоа се буни за локациите. Ајде да пробаме да повлечеме се горе, да, пак се буни. Добро, одиме close. За момент ќе го затвориме Visual Studio. Добро, и значи овие не се сите промени кои што реков уште еднаш, ги селектираме сите од Unstage и сакаме да ги ставаме горе. Значи може да ги селектираме да ги drag and drop да направиме горе, може да ги селектираме да кликнеме на Stage Selected, може да стиснеме Stage All, се една е Stage All ќе кликнеме чисто нека. Значи сега ни се овие файлови така наречени стежнати и може да ги комитнеме. Доку не ви е јасно што е stage, што е commit, уште една, значи помините го овој документ, тоа би бил овој дел овде, збор 2 за Git и Source 3, значи овдека во овие тука, што се наредни работи, ви објасне целиот процес што ќе го правиме на Source 3. Добро, значи ни се стежнати горе фајловите, кој што реков дека може да ги комитнеме. Ќе пишеме овдека порака на комитот, initial commit, initial commit, добро, и кликаме овдека на commit. Значи со ова, значи докато одиме во history, гледаме дека овде вели дека имаме една промена. И таа промена сега може да ја, ова најверојатно се буни од предходен пат че нешто ќе се деси, значи може да кликнеме push за да ни оди се на ремонт, да видиме дали нешто ќе се изремити. Добро, и сега кој што гледаме име два пати. Не, моја грешка. Кој што реков, бидејќи ми крашна камтасија, ова сега имав еднашка направено и потоа го избришав репото од Bitbucket, направив едно со исто име и велив нешто, помислив нешто од компјутерот да нема запамтено од кеш, па да ми се буни самиот Git. Меѓутоа, овој прв е кога го креирав репото и кој што гледате во Initial Commit, ми има додадено тој readme файл што стои во самото репо. Се збуним. И кој што реков, значи кога кликнавме commit, се не беше локално, комитот ни стоеше овдека и стиснавме push, за да го пуштаме тоа на remote горе. Потоа одрбавме branch, имаме еден branch кој не е дефолтен, master branch, и го пуштавме тоа на, кога кликнавме push, ни отиде се горе на remote на серверите на Bitbucket. Тоа може да го провериме докато отидеме овдека и кој што гледате имаме сега едно, ако ја рефрешираме страната, и кој што гледаме имаме два комита. Првиот е кога сум го креирал пред 20 минути репото, тоа е кога ми има додадено readme файл, мислам дека го кликнам овдека се гледа, да, еве, значи ги промените, тука може да ги видиме, значи вели, еве има некој файл, празен, readme, докато го отвориме и вториот комит, значи овдека,
два initial commit и ги имаме сите файлови што ги имаме додадено. Значи истите работи што ги имаме во Source 3. Ајде да отвориме Visual Studio. Visual Studio. Добро, да го отвориме проектот. Добро, тука се ми работи. Ајде да направиме уште една промена. Пишеме console.readline. Console.readline. Readline. Добро, кликаме Save. Одеме повторно во Source 3. Почекаме да ни се ажурира се. Добро, и кој што гледате овдека вели во Unstaged файл, во program.cs имате некоја промена. И еве со плюс и со зелено ни е означено, таа линија ја имате додадено. И има два нови файлови. Овие ги додава некои кеш файлови од Visual Studio или мета файлови, не знам какви се. Најверојатно овие може да ги ставиме под нешто што се вика gitignore и да не ни ги покажува повеќе и да не работиме со нив. Но тоа ајде ќе го направиме во некој наредно видео. Ајде уште еден комит да направиме. Ајде ќе го комитнеме само ова, овие ќе ги игнорираме сега за сега. Ќе го влечеме овој файл горе и велиме ајде нека порака add console.readline. Добро, тоа ни е пораката. Значи може да пишеме и на кирилица било што, значи порака чисто утре нешто да не асоцира што сме направиле во овој комит. И значи како што гледате ни вели овдека со зелено ја сте додале уште една линија. Кликаме комит повторно и со ова ни е достапно се локално. Докато отидеме еве на remote, еве кликаме refresh. Кој што гледате тоа нема да ни се појави, ајде enter. Значи, кој што гледате го нема, значи со commit се го имаме локално, еве го локално ни стои, ако одиме во history, еве add console.readline и кога ќе кликнеме push, секи ни отиде на remote. Значи, во моментот кога стискаме push, доколку на истиот проект работиме на некој нареден, на некој друг компјутер и кога ќе го пушнеме, таму кликаме на fetch и ќе ни се појави овдека, имате една промена за pull, кога што имаш овде cat за push, кога стиснеме commit, ќе имате овдека cat единица, дека еден pull имате. Стискате на pull и со тоа од remote ќе ви симнесе и на тој компјутер и да имате истите работи и на двата компјутери. Че повторно да одиме овдека, идеме refresh и кој што гледате го има и овој commit, што ги направен, еве овде. Кликаме чисто да видиме и еве ги истите промени. Вели, значи тоа и тоа го имате направено. Добро. Значи, кој што гледате, имаме овдека целата историја на проектот. Кој што гледате, вака не изгледа сега. Значи, да речеме дека имаме сега направена нека грешка и нешто не ни работи. Значи, може еве да се вратиме еден чекор назад, пред да ја додадеме таа линија. Кликаме овдека два пати. Океј. Добро, се вративме назад и докато отидеме назад во проектот, кој што гледаме, ја немаме таа линија. Значи, го немаме тоа. И може да видиме што има забркано и да пробаме да го исправиме се до тоа. Како што одивме назад, може да одиме и на напред. Еве, и кликаме yes, меѓутоа најверојатно ќе се буни за тие двата файла што ги имаме, ги треба да ги не, пројде се. Мислам ќе се буни за овие два файлови, меѓутоа не се буни. Добро, отидовме и кој што гледате се во ред. Така да, дечки, мислам за ова видео тоа би било тоа. И се гледаме во некој наредно каде што ќе почнеме да куцаме малку код и тие видеа најверојатно ќе траат доста подолго од овие првите неколку што беа многу кратки. До тогаш, поздрав!